Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Добро утро и благодарам што не следите. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува и ќе се обрати на настанот за поставувањето камен темелник за изградба на автопатот Скопје-Блаце. Изведувач на автопатот со должина од 10,5 километри во вредност од 222 милиони евра е градежната компанија Гранит АД Скопје, која треба да го заврши за 4 години. Делницата треба да се спои со веќе изградените 1,5 километар од автопатот Скопје-Блаце во близина на граничниот премин Блаце. Договорот за изградба на патниот правец на 20 август годинава го потпишаа градежното друштво Гранит АД Скопје и јавното претпријатие за државни патишта. Владата размислува за намалување на стапката на ДДВ доколку продолжи трендот на поскапување на горивата. Премиерот уште еднаш повтори дека и со 101 денар за литар дизелот повторно има најниска цена во регионот. Опозицијата критикува дека високите цени сериозно влијаат врз стандардот на граѓаните. Владата има план Б ако поскапувањето на горивата продолжи. Војната на Блискиот Исток може да трае со години, што неминовно ќе влијае врз растот на цената на нафтата. Затоа премиерот Мицкоски не ја исклучува можноста покрај намалената акциза да се интервенира и во делот на ДДВ. Планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што се случува во заливот, така што внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија. Со вчерашното зголемување на цената на горивата, дизелот за прв пат по 2022 година надмина 100 денари за литар. Сепак и со вакви цени, кај нас се точи на ефтино гориво во регионот. Има доволни количини за снабдување и на нашите и на аеродромите во соседството. Имаме доволни за да обслужиме поголем конзум на нафта и нафтени деривати за 50-60% од времето пред кризата. И не воведовме забрана. Неколку аеродроми се снабдуваат со реекспорт од Македонија. Дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино од тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот. Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот. Опозицијската СДСМ пак критикува. Цената на горивата расте, а Мицкоски не презема ништо. За само 6 месеци дизелот се продава за 43% поскапо, што директно влијае врз стандардот на граѓаните, но и врз земјоделието. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Сега секој нов денар на лебот, млекото, зеленчукот и овошјето директно удира врз семејната трпеза. Директно се засегнати и македонските земјоделци. Поскапо гориво, значи поскапа обработка на нивите, поскап транспорт, поскапо производство и на крај поскапа храна. На светските берзи пак денеска цената на нафтата се намали за околу 3%. Барел се продава под $90. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Дирекцијата за заштита и спасување информираше за 8 активни пожари на отворена. Локализиран и изгаснат е пожарот кај селата Горно и Долно Чичево, информираа од ДЗС доцна синоќа. Пожарникарите од Кавадарци, поддржани од екипите на дирекцијата, продолжуваат со интензивните активности за целосно локализирање на пожарот кој избика и кавадаричката депонија. Огнот во еден момент излезе надвор од границите на депонијата, но со брза и ефикасна реакција на противпожарните тимови беше брзо совладен, со што беа успешно заштитени околните лозови и насади. Жал не само на депониите, подметнати пожари имаме секаде низ државата, како например Китка во Скопје. Денес изби пожар во атарот на селата
Горно и Долно Чичево, општина Градско, побарав веднаш помош од кавадаречките пожарникари, бидејќи се едни од најдобрите во државата, и тоа побарав да дојде лично командирот Александар на лице место, бидејќи ни требаше некој да командува со самата акција на гасење. Но набргу потоа изби пожар во Кавадарци. Забележавме црн чат кој што можевме да го видиме дури оттаму, поради што кавадаречката единица која што работеше на пожарот на реонот на општина Градско мораше да се врати овде, поради што пак таму побарав други пожарникари да помогнат делумно од околината, но и од подалечни градови. Кога дојдовме овде, дојдов релативно брзо, пожарот беше излезен надвор од депонијата благодарение на нивната пожртвувана и брза акција. Пожарот беше изгаснат надвор од депонијата, а се закануваше на повеќе лозови насади околу депонијата. Од она што сега можам да го видам, тука се работи со полн капацитет. Овде на лице место беше и градоначалникот Јанчев. Ова изворедна организација за жал за ваков тежок штетен настан. Направено е максимум, сите нивни возила истураат тони и тони вода. Овде се и два БТР на дирекцијата со нивните мутни топови, но свесни дека со вода тешко ќе се воспостави контрола. Се продолжува со затрупување, гледаме дека има повеќе механизација. Ова е некој максимум кој што може да се направи. Очекувам, како што каже командирот, до рани утрески часови депонијата да биде санирана. 6 нови случаи на инфицирани со вирусот Западен Нил во еден ден. Најмладиот има 26 години, а најголемиот дел од заразените се повозрасни скопјани, иако за прв пат се регистрира и случај во Куманово. 6 нови случаи со западно-нилска треска се регистрирани во Македонија за еден ден. 5 мина инфицирани се од Скопје, тројца од Газибаба над 70 годишна возраст и по еден од Зелениково на 26 години и аеродром 59 годишен. Прв случај е потврден и во Куманово. Според информација од тамошниот центар за јавно здравје, заболениот е маж на 65 години од приградско населено место и не патувал надвор од државата. Пациентот е хоспитализиран на инфективната клиника. Според информациите со кои располагаме, здравствената состојба на пациентот може да кажеме дека е тешка, кај пациентот покрај инфекцијата со вирусот од Западен Нил да присутни и хронични заболувања, вклучително и диабетес, кои можат да влијаат врз текот и тежината на заболувањето. Од Кумановскиот центар за јавно здравје велат дека по направената анкета со членови од потесното семејство на заболениот ќе ги преземат потребните епидемиолошки мерки. Врз основа на резултатите од епидемиолошкото анкетирање и добиените податоци ќе се преземат и соодветни мерки за дезинфекција на објектот, односно во просторот каде што живеел инфицираното лице. Дополнително, доколку се идентификуваат и други локации од епидемиолошко значење, каде што пациентот престојувал и каде постои сомневање дека можело да дојде до упад од заразен комарец, ќе се преземат и соодветни мерки на тие локации. Досега западно-нилска треска е потврдена кај 50 лица. Речиси половината се хоспитализирани на инфективна, поради тешка невроинвазивна форма со воспаление на мозокот и мозочната обвивка, предизвикани од вирусната инфекција. Александар Динев, Сител телевизија. Поевтини ранци, тетратки, пенкала и останат училишен прибор во пресрет на 1 септември. Владата ја воведе училишната кошничка со која трговците на мало ќе мора да ги намалат цените за најмалку 15%, а мерката ќе важи до крајот на овој септември. Особено важно е што со одлуката се обезбедува и транспарентност во однос на намалувањето. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производот да ја прикажат и старата цена која важела на 1 јуни 2026 година, затоа што токму оваа цена се зема како базична врз основа на која се утврдува намалувањето. Одлуката важи од денот на нејзино објавување до 30 септември 2026 година. Во собранието денеска ќе се одржат седници на 4 собраниски тела. Комисијата за политички систем ќе ги разгледува годишните и посебните извештаи на антикорупцијската комисија за 2025 година, финансирањето на изборните кампањи за градоначалници, како и новата национална стратегија за спречување на корупцијата 2026-2030 година.
Членовите на Комисијата за надворешна политика ќе одлучуваат за ратификација на договори за соработка во областа на одбраната со Словенија и Португалија. Протоколот со Литванија за преземање лица без дозвола за престој, како и за предлог законот за проверка на странски директни инвестиции. Овој закон ќе се најде пред Комисијата за европски прашања. Буџетскиот совет на Собранието ќе расправа за стратешкиот план на парламентот за периодот 2027-2031 година, годишниот план за вработување во службата и предлог буџетот на Собранието за 2027 година.